Над македонското небо имало неколку авиони, а дел слетувале кога насилниците упаднале во објектот на македонска навигација. Тројанскиот конј на агенцијата Беким Незири, кој се сомничи дека ги отворил портите, од изутрината е на распит во полициска станица. Покрај него, на информативен разговор бее 4 други лица, а по тројца полицијата се уште трага. Дел од нив се очекува да бидат изведени пред судија на претходна постапка. Денес во канцелариите на македонска навигација влегоа инспектори од Агенцијата за цивилно воздухопловство да извршат вонреден надзор. Оттаму Залфа вела дека утврделе пропусти во делот на обезбедување на објектот. Во однос на security, значи обезбедувањето, евидентни се пропусти во почитување и реализација на процедурите за физичко обезбедување и контрола на пристап. По согледувањето и анализата на сите сознања, од страна на АЦВ ќе биде изготвен план за корективни активности и ќе биде утврдена конкретна одговорност за непочитување на тие востановени процедури за обезбедување во МНАФ. Ова се случува по вчерашниот скандал кога во зградата на МНАФ упаднале членови на ДУИ од ЧАИР и физички нападнале дел од вработените во контролата на летање. Поради овој инцидент, од владата најавија дека ќе го разрешат целото раководство на МНАФ. Откако пред само 10 дена, министерот за транспорт Благој Почварски им додели благодарници. Од владата соопштија дека премиерот Димитар Ковачевски по консултации со министерката за одбрана и министерот за транспорт побарал разрешување на директорите и членовите на управниот одбор. Согласно состојбите во МНАФ, на следната седница на владата закажана за вторник 9.1.2024 година за решение на постоечката ситуација ќе бидат предложени и донесени неколку одлуки. Под број 1 целото раководство и сите членови на управниот одбор да бидат разрешени. Под број 2 да се отвори ритна постапка за избор на нови членови на раководството и управниот одбор во јавен, транспарентен и законски пропишан процес. Ковачевски, како што велат од владата, ќе го повика јавното обвинителство, антикорупцијската комисија, Државниот завод за ревизија, финансиската полиција и меѓународните тела за контрола на авиосообраќај да направат целосна ревизија на досегашното работење. Од МВР пак велат дека во наредниот период полициски службеници континуирано ќе обезбедуваат зградата на македонска навигација, што беше и барање на синдикатот на вработените во МНАФ. Додека пак од Скопското обвинителство ќе чекаат кривични пријави од МВР за вчерашниот упад. Во моментот се преземаат действија за расчистување на настанот. Основното јавно обвинителство Скопје во текот на денот очекува кривична пријава од Министерството за внатрешни работи, а за натамошната постапка соодветно ќе информира јавноста. Инаку вчера непосредно по пресконференцијата на синдикатот пред просториите на МНАФ, 8 насилници во 2 возила влегле во зградата и нападнале вработени од албанска етничка припадност. Тие поминале низ 3 бариери на обезбедување, портата во дворот на МНАФ, влезната врата во зградата, каде што пристап имаат само тие што имаат електронска картичка, како и во контролната кула, каде што нема можност за движење без придружба. Но бандитите се движеле со Беким Незири, председател на огранокот на ДУИ од Скопски ЧАИР. Тој е постојано вработен во македонска навигација.